8 часот и 11 минути, добро дојдовте назад во Македонија наутро. Веднаш одиме во Прилеп во второто линковско вклучување. Да, какви се можностите за органско градинарско производство? На оваа тема ќе ја вклучиме колешката Елизабета Митраска. Бети, добро утро по втор пат. Добро утро по втор пат. Да, и ние го поставуваме прашањето какви ни се можностите за органско градинарско производство. Ова е период кога се прават интензивни подготовки за пролетното градинарско производство и овие прашања ги упатуваме до нашиот соговорник утрово Филип Димковски, агроном. Филип, пред да го поставиме директно прашањето за органското градинарско производство, ова е многу врнежлив период. Толку дошто овие месеци наврна колку за цела година. Па, што значи ова? Колку е поволно или неповолно за градинарското производство? Добро утро. Прво ќе речам дека можеби ова е добра замена за она што имавме многу малку снежни врнежи во текот на оваа зима која се уште е во тек. Во некои краишта речиси и да немаше снег, така што дождот ќе биде добре дојден, особено за културите посеани есента, што значи дека да речеме за житните култури ова се услови кои одговараат и кои многу ќе помогнат штом ќе дојде пролета, штом ќе фати период на сончеви денови, тие ќе можат постепено да си ја користат водата. Секако дека како што најавуваат метеоролозите, значи имаме уште неколку денови вакво време. Се надевам дека некаде кон почетокот или средината на март ќе имаме потопли денови веќе, што ќе секако дождот ќе биде добре дојден и како што реков, сепак е една добра замена за она што снегот не го возможи. Така е, во март ќе ни треба сонцето. Какви се нашите можности за органско градинарско производство? Колку умееме, вие почнавте и некое онлайн предавање на сите заинтересирани. Па која е препораката како стручњак? Умееме, можеме, што е? Мораме тука да разграничиме. Денес многу термини се користат во смисла на органско земјоделско производство. Тука имаме интегриран систем, имаме еколошко производство, имаме биоградинарство. Органското производство го носи предзнакот на производство кое што е спротивно на конвенционалното. Значи дека исто така се користат препарати и ѓубрива, меѓутоа тие се сертифицирани производи за органско производство и треба да внимаваме, односно органски да ги нарекуваме производите кои имаат сертификат за тоа. Меѓутоа, тоа секако дека е возможно. За среќа, ние како држава имаме се уште многу можности за тоа. Имаме и големи површини, имаме и многу се уште незагадени еколошки средини. Нормално, сето тоа не може да стане збор за апсолутно незагадено, такво место на светов ретко каде има. Но секако дека имаме сончеви денови, имаме вода, имаме убава почва и така што едноставно имаме услови тоа да го направиме. Сега конкретно потребни се големи површини за органско производство и потребно е секако многу знаење. Но курсот што го направив годинава во организација на Сдруженијето Зокум се однесува на луѓе кои се хоби градинари. Луѓе кои размислуваат на начин дека би можеле своите парцели да ги искористат, да создадат простори да произведат барем дел од храната што им е потребна. Тоа е поврзано со органското, но јас го нарекувам биоградинарство, затоа што има и еден, да кажеме, поразвиен однос на меѓу човекот и природата. Таквиот начин на градинарење влијае односно воспоставува некоја духовна врска меѓу човекот и природата. Нели го правеле тоа нашите постари на мало парче, колку за своите потреби, убави, здрави градинарски производи? Така е. Дури има податоци дека за време на војните, дури од 50 квадратни метри, луѓето произведувале за целото семејство. Значи, знаеле максимум да го искористат. И што е целта? Од мала површина, како што велат постарите градинари, од 1 квадрат ние неколку пати да добиеме. Значи, можеме 2-3 растенија на тој квадрат во текот на една сезона да одгледаме. А сепак, да имаме мали трошоци за производство,
ако го користиме знаењето и ги користиме тие традиционални методи. И која е вашата препорака? Еве да кажеме, може да се направи органско производство, барем за сопствените потреби, а ако сакаме, може и за повеќе. Видете, имаа податоци кои велат дека во 1800 година во САД 50% од луѓето се занимавале со фармерство, односно со земјоделство. Во 1945 бројот паднал на 45%, а во 2020 само 1% од американците одгледуваат производство за своји потреби. А ние? Немам податоци за нас, но секако дека бројот е многу намален, но некако веќе последниве години, особено после периодот на корона, некако се буди тоа чувство. Имаме услови, секој може да произведе со малку знаење, малку труд, затоа што обезбедувањето храна, ако почнеме во семејството, обезбедува една одржливост на семејството, а во пошироки рамки, што има храна една држава, обезбедува голема стабилност и независност. Благодарам, Нимковски, оваа тема може и, што би рекле, во епизоди да ја третираме, имаме време овај период. Да, ако се сака, може и, би рекла, само малку да се угледаме и на нашите стари, кои си произведувале за лично собствено производство. И секое парче земја може да се искористи за производство.